Свежото овошје и зеленчукот се клучен извор на витамини и хранливи состојки што придонесуваат за заштита и подобрување на здравјето на очите. Витамините А, С, Е, како и омега-3 масните киселини, бета-каротенот и лутеинот имаат клучна улога во превенцијата од заболувања како катаракта, глауком и дегенерација на ретината. Витаминот А, кој се наоѓа во тиква, моркови и лиснат зеленчук, го поддржува видот при слаба светлина. Витаминот Е, присутен во авокадо и јаткасти плодови, делува како антиоксиданс, додека витаминот С, најмногу застапен во цитрусното овошје и брокулата, помага во одржување на структурата на очите преку поддршка на производството на колаген. Анализата нагласува дека разновидната исхрана, богата со овошје и зеленчук во различни бои, жолта, портокалова, зелена и црвена, обезбедува доволно од овие хранливи материи. Додатоци во исхраната се препорачуваат само кога постои недостаток, и тоа исклучиво по совет од лекар. Според експертите, избалансираната исхрана е најдобриот начин за долгорочна заштита на видот. Луѓето кои редовно јадат овошје имаат подобра заштита од штетните ефекти на загадениот воздух врз белите дробови, според нова студија. Истражувачите откриваат дека антиоксидантите и антиинфламаторните соединенија во овошјето можат да го намалат оксидативниот стрес и воспалението предизвикани од изложеност на фини честички. Професорката Сара Де Матеис од Европското респираторно здружение истакна дека студијата ги потврдува придобивките од здрава исхрана за респираторното здравје, особено исхрана богата со свежо овошје. Таа додаде дека вакви резултати ја нагласуваат потребата од јавно-здравствени кампањи што промовираат здрава исхрана. Сепак, Де Матеис предупреди дека пристапот до здрава храна не е еднаков за сите и дека иако студијата го земала предвид социоекономскиот статус, неговото целосно влијание не може да се исклучи. Таа повика на рана едукација за здравата исхрана, започнувајќи од најмладата возраст. Рецепт кој брзо стана вистински хит на социјалните мрежи, домашни кифлички со шунка и кашкавал, познати по својата неверојатна мекост и вкус. Рецептот е едноставен, погоден и за почетници, а резултатот е идеален за појадок, ужина или дочек на гости. Кифличките се подготвуваат со класично тесто од брашно, млеко, јајце, квасец и малку масло, а се полнат со шунка и рендан кашкавал. По виткањето во триаголна форма, се премачкуваат со жолчка и посипуваат со сусам, па се печат на 200 степени Целзиусови околу 20 минути. Оние кои го пробале рецептот велат дека кифличките остануваат меки и следниот ден, а видеото објавено на порталот прикажува детално како изгледа целата подготовка. За сите љубители на домашна пекара, ова е рецепт што вреди да се проба.